недискриминација, подигнување на свеста во јавноста, пристапност, право на живот, пристап до правда, еднакво признавање пред законот, слобода и безбедност на личност, почитување на приватноста, образование, здравство, рехабилитација, вработување, учество во политичкиот живот, во културниот живот, рекреација и така натаму. Покрај овие права постојат и основни начела на кои што се темели Конвенцијата за човекови права, почитување на достоинството, индивидуална автономност, вклучувајќи и слободата на собствен избор и независност на лицата, недискриминација, целосно и ефикасно учество и вклученост во општеството, почитување на разликите и прифаќање на лицата со попреченост како дел од човековата хуманост и различност, рамноправни можности, пристап, рамноправност меѓу мажите и жените, почитување на развојните способности на децата со пречки во развој и почитување на правото на децата со пречки во развој за зачувување на сопствениот идентитет. И сите членови на Конвенцијата регулираат важни права и области и во секојдневието и невозможно е да се каже дека некои права се поважни од другите, затоа што сите меѓусебно се поврзани. Например, пристапноста е предуслов за сите други права, а еднаквото признавање пред законот гарантира значајно спроведување на низа права. Инклузивното образование, на кое што се повикувате, на законот донесен во минатиот мандат за основно образование, кој што се донесе проформа, иако учествувавме активно и навистина тогашниот министер укажа на нашата вклученост со тоа што прифати пола и повеќе амандмани, но нашите забелешки беа во однос на неговата неимплементација, со што се соочуваат сега токму лицата со попреченост. И затоа покрај проформа што носите закони, ние укажуваме и на суштинските теми кои што се третираат со законите, а Законот за основно образование не им го гарантира инклузивното образование конкретно на лицата со попреченост. И откако почна да се имплементира под наводници вклученоста и инклузивноста на лицата со попреченост, се соочија и тие со дискриминација, се соочија со непристапност кон училиштата, затоа што ние имаме училишта кои што немаат инфраструктура за да има инклузија на тие деца, и тогаш не бевме против, препораки беа на и на УНИЦЕФ и на ОЕЦД, но сметам дека треба да, ако веќе се носи закон, треба првен да се создадат услови во општеството, а носењето на закон е најлесна работа, затоа што на тој начин се формираат нови маргинализирани групи, што не треба да е така. Здравството понатаму и независното живење и вклученост во заедницата, соодветен животен стандард и социјална заштита. Всушност и нашиот устав гарантира еднаквост на сите граѓани и со членот 9 од него и членот 35 став 3 ги содржи обврските на државата во создавање на инклузивни услови во општеството за лица со попреченост и подразбира соодветни решенија за децата со попреченост да можат да учат во исти образовни капацитети, да ги имаат истите можности како и другите деца. Тука е многу битно за подигнување на свеста во самото општество за потребите на овие лица со попреченост и правата на сите граѓани од секаков вид на попреченост и неизбежно мора да биде застапено во сите законски решенија. Се чини дека Македонија ги почитува условите пропишани во рамката на Европската Унија, со која се унапредува заштитата и се следи имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации и земјите членки. И како држава ја препознаваме важноста за семејството и потребите од советување и други форми на поддршка на членовите на семејството, како и за лицата со сетилна или интелектуална попреченост, како и потребата за олеснување на ангажманот и вклученоста на лицата со попреченост во културните, рекреативните и слободните активности. Овде сакам да ја наведам и потенцирам и важноста за превентивните мерки за намалување на степенот или веројатноста од појава на попреченост. Всушност, од 2015 како резултат на Европскиот закон на
пристапност кој ги отстрани препреките кои би ги спречувале компаниите да произведуваат и дистрибуираат пристапни производи и услуги на луѓето со попреченост, да им се олесни можноста да набават опрема која е изработена со цел да ја подобри нивната способност да функционираат како и сите други граѓани, и лицата со попреченост не треба да бидат ставени во неповолна положба, ниту при обезбедување на социјално осигурување, социјална помош и социјална заштита. Како држава сме должни и до сега има сторено, но прашањето е, имаме доста сторено, прашањето дали е доволно, секако дека не е доволно, и на оваа тема на вистина имаме уште многу да зборуваме и уште многу да направиме како држава. Ви благодарам. Благодарам. Има збор пратеничката Јадранка Поцкова, повелете.